За 9 деление од екстерно тестирање 2014-2015 ќе разгледаме прашањата по делен број 116 до 120. 116 прашање. Плоштината на основата на еден конус е 12 см квадрат, а волуменот на конусот е 36 см кубни. Колку изнесува висината на конусот? Еве ни конус. Податоци кои ги знаеме, плоштината на основата е 12 см и волуменот е 36 см кубни, треба да определиме колку изнесува висината. Почетна формула за волумен на конус е V еднакво на B по H врз 3. Ние го бараме H, затоа што V и B ги знаеме. Под единицата, под V замислуваме именител единица. Накрасно ги множиме тие и добиваме 3 пати по V еднакво на B по H по 1 е B по H. А од тука само H ќе биде еднакво на 3 волумени поделено на B. Заменуваме и добиваме 3 по 36 беше волуменот врз 12. 12 и 36 ги кратиме со 12, овде ќе остане единица, овде ќе остане 3. 3 по 3, 9. Значи одговорот е, волуменот е 9 см. 117 прашање. Колку изнесува плоштината на цилиндар со радиус 5 метри и висина 4 метри? Имаме цилиндар, почетна формула е P еднакво на 2B плюс M. Еве го цилиндарот, тоа B е плоштина на основата. Основата е круг, плоштина на круг е π по R на квадрат, или конечна формула е P еднакво на 2πr, пред заграда ќе ни оди во заграда R плюс H. P еднакво на радиусот е 5, 2 по 5 е 10, по π го препишуваме, а R со H да ја собереме добиваме 9. 9 по 10 е 90, 90 π метри квадратни е плоштината на цилиндарот. 118 прашање. Колку изнесува волуменот на конус со радиус R еднакво на 15 метри и висина H еднакво на 8 метри? Волумен на конус, почетна формула V еднакво на B по H врз 3. V еднакво круг е основата, плоштина на круг π по R на квадрат, по H и врз 3 ги препишуваме, ги имаме сите податоци, заменуваме, R е 15, 15 на квадрат по π по H е 8 врз 3. 15 на квадрат е 15 по 15, останатото го препишуваме. Зошто вака напишав? За да видиме дека ќе може да се скрати една од тие 15 ките со бројот 3. И ќе ми остане 5 по 15 по π по 8. Кога тоа ќе се уреди, се добива 8 по 5 40, по 15 600, по π метри кубни. 119 прашање. Колку изнесува просторната диагонала на коцка, чија што диагонала на основата е 22 см? Еве ми коцка, еве просторната диагонала, запиша со буквата D. АБ е диагонала на основата, а бидејќи се работи за коцка, основата е квадрат. Значи го разгледуваме триаголникот ABC. Димензии на тој триаголник се просторната диагонала, диагоналата на основата и работ на коцката. Тоа е основата, со D индекс 0 запишав диагонала на основата. AB е тоа. На основата работ А, сите работи се еднакви. D е еднакво на А по корен од 3. Просторната диагонала на коцка е се определува со таа формула, меѓутоа ние знаеме диагоналата на основата. D индекс 0 на квадрат еднакво на 2А на квадрат. Од тука А на квадрат ќе ни биде еднакво на D индекс 0 на квадрат врз 2. Еве тоа квадратчето се излезе сега. А само А ќе биде еднакво на D индекс 0 квадратен корен од ова десната страна, а тоа е D индекс 0 врз корен од 2. Кога во именител имаме
ирационален број, вршиме ирационализација, тоа се изведува така што и броителот и именителот ќе се помножат со корен од тој број што го имаме овде, во овој случај корен од 2. И сега за А ќе имам d индекс 0 по корен од 2, а во именител имам корен од 2 по корен од 2, тоа е 2. Значи А ќе ми биде еднакво на d индекс 0 по корен од 2 врз 2. Заменуваме во формулата d еднакво на А по корен од 3 и добиваме d еднакво на местото да заменуваме d индекс 0 по корен од 2 врз 2 и уште корен од 3 го препишавме. Бидејќи d индекс 0 е 22, имам 22 врз 2, се крати, останува 11, а корен од 2 по корен од 3 е корен од 6. Значи решението е 11 по корен од 6 сантиметри. Ги разгледавме, да, имаме уште едно прашање, 120 прашање, колку е висината на конус со радиус 3 см и волумен 15 пи сантиметри кубни. Волумен на конус V е еднакво на π по R на квадрат по H врз 3. Заменуваме, односно H го бараме, од тука H ке ни биде еднакво на 3 пати по V врз π по R на квадрат. H е еднакво на 3 пати по V, а V беше 15 π. Врз π по R на квадрат, радиусът е 3, 3 на квадрат ќе запишем како 3 по 3. За да се види кратењето, 3 со 3 се кратат, π со π се кратат, 3 во 15 оди 5. И на крај ми останува решение 5 сантиметри. Сега сме готови со сите 5 прашања, благодарам за вашето внимание.